Почна реконструкцијата на регионалниот пат од селото Бигла до Виница. Во моментов се работи на подготовка на коловозот и негово асфалтирање, а планирано е да се асфалтираат 2,4 километри до селото од Делчевска страна, пошто работите ќе продолжат за асфалтирање на уште 4,6 километри од Виничка страна. Градежните работи за овој патен правец се влезени во програмата на јавното предпријатие за државни патишта, а согласно со проектот предвидена е изградба на коловоз со ширина од 5 метри, банкини од двете страни на коловозот, како и изградба на одводни канали. Градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски и градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров направија увид во текот на работите, при што истакнаа дека со заедничко залагање на двете општини се решава децениски проблем на жителите од регионот. Заедно со градоначалникот на општина Делчево аплициравме до Агенцијата за патишта, на задржавни патишта, за реконструкција и проширување на овој патен правец помеѓу општините Виница и Делчево. Патниот правец се во должина од 14 км, од кои 8,5 км на територија на општина Виница, 5,5 км на територија на општина Делчево. Вредноста на овој патен правец е 52 милиони денари, од кои 30 милиони денари е на територија на општина Виница, 22 милиони денари на општина Делчево. Се надеваме дека во наредните 3-4 месеци овој патен правец ќе биде целосно завршен и жителите на општина, посебно на општина Делчево и општина Виница ќе бидат задоволни. Меѓутоа знаеме дека често имаме проблеми со главната магистрала, патниот правец од Истибања до Каменица, така да овој ќе биде и алтернативен пат за во случај доколку има повторно одрони и несакани последици по патниот правец. Градоначалникот на Делчево Трајковски потенцираше дека досега на оваа делница веќе е направена реконструкција на околу 2 километри од Делчевската страна и исто толку на Виничка територија. Мислам дека од огромно значење овој патен правец како алтернативен патен правец на патниот правец Делчево-Кочани, заради одроните кои што постојат на тој патен правец. Меѓутоа, ние бараме и генерално решение од владата на Република Македонија за евентуално автопат или брз пат се до границата со Република Бугарија. Средствата се во висина од 52 милиони денари. Работите градежни ги извршува јавното предпријатие Македонија Пат, секција Делчево, и временскиот рок на изведа на работите е околу 3 месеци. Жителите на село Бигла и оние луѓе кои често поминуваат на овој пат велат дека потегот за реконструкцијата е за поздравување. Тој пат не е само за нас, за двете општини, Виница, Делчево. Многу поблизу е. Треба да се прошири, да се направи убаво. Конечно се сети некој. Многу дупти беше. Колите си расипаме. По тој пат лош. Се од тука. Доле кога беше се сплечиштето, се беше од тука. Не можеш да се разминеш. Јас стално ето деко носам за трстија. Не можеш да се разминеш со една кола. Автобуси, камиони. Неколку пати ќе ме ударат. А јас опичувам, мора да избегнам настрана. Тоа е добра идеја. Да. Стварно е расипан. Сега не знаеме кој го држи, дали Делчево, дали Виница. Од Виница припаѓа, али мора да се направи. За да може барем ово да биде тука чисто, па после овоа Кочани Каменица да го оправат. Ова е многу тесно, многу ископано. Стално секој недела минеме тука, така не пато на носа, па се враќаме за Каменица и надоле. Али добра идејата и за Каменица што го направија. Исто Каменица Делчево. Инаку, во најскоро време ќе започне и реконструкцијата на патот А3 во должина од 5 километри, кој опфаќа реконструкција на булевар Македонија до селото Звегор. Оваа реконструкција е влезена во програмата на јавното предпријатие за државни патишта. Исто така ќе се реконструираат и 15 километри од патниот правец Делчево-Пехчево.